Најпрво, како вие ги прославувате бадникарските и божикните празници? Па ова се празници кои што секогаш се слават во кругот на најблиските на семејството, на потесното, поширокото, пријателите, луѓето кои што ни се драги во животот. Традицијата е таква и нема причина таа традиција нити да се менува, нити да ја одбележуваме на некаков поинаков начин. И вечерва очекувам дека знам дека со моето семејство ќе поминеме традиционално бадниковата вечер. Меѓувремено, 2017 беше навистина турбулентна година кога прашање е политиката. Имаме нова година 2018. Што очекувате во неја, барем еве од политички план и од аспект на она што вие го најавувавте како проекти дека ќе ги остварите? Најпрво да честитам и Бадник и Божик и нова година на сите граѓани на Скопје и на Република Македонија нормално. Полека политичката состојба во Република Македонија се стабилизира, се смируваат тензиите кои што беа непотребно дигнати заради обид да се заштити една криминална структура која што очигледно веќе нема поддршка внатре политичка нити во сопствената партија. Очекувам дека ќе имаме еден здрав, нормален политички диалог, нормална политичка комуникација помеѓу политичките партии, затоа што граѓаните нам ни ја даваат довербата за да креираме услови за подобар живот на секој од нив, а не и така тешкиот живот да им го осложнуваме со тензии. Градската администрација која што ја предводам интензивно работи, веќе многу брзо ќе може граѓаните на Скопје да ги видат првите резултати од веќе 2,5-месечното мое градоначалникување. Очекувам дека ќе имаме успешна 2018 година и на ниво на држава, и на економски план, и на политички план. Очекувам дека ќе имаме успешна 2018 година и во градот Скопје.